Добар ден, почитувани, пред вас се минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за компликациите со видот кај пациентите со дијабетес. Зошто кај дијабетичарите болестите на окото не можат да се решат со примена на лазер. Каква е таа анти-ВГФ терапија, колку често се применува и кому се препорачува. За сето ова повеќе од разговорот со гостинката која што денеска е во студиото на Телма, тоа е доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Често пати слушаме за болестите на ретината. Знаеме дека постои таква болест, но ретко кој од нас знае точно што е тоа ретина. Па каде се наоѓа во окото? Па вака, окото знаеме дека е како топка. Од внатрешна страна на таа топка во задниот дел се наоѓа ретината. Таа му доаѓа како тапет од внатре на окото и тој слој одговара на, ако окото го замислиме како фотографски апарат, тоа би бил филмот во старите апарати. Значи, на ретината се формира сликата, на неа се наоѓаат фоторецепторите и потоа нервните влакна од самата ретина, кои се содржат во ретината, преку очниот нерв ја носат сликата во мозокот, каде што всушност таа слика станува нешто кое што ни е познато или непознато, ја добива својот вистински облик. Значи, ретината е еден цел, многу тенок слој на внатрешниот дел од окото. Исклучително важен, од тоа што вака убаво сликовито ни го појаснивте, кои се најчестите болести кои што се јавуваат на ретината на окото? Па, болестите на ретината, зависно во која генерација на луѓе зборуваме, дали за помлади или за повозрасни, постојат групи на болести, например, кои пака често во амбулантата ги наоѓаме кај помладата популација, тоа се дегенерациите на периферијата на ретината. Тие се болести каде што пациент доаѓа најчесто за корекција на диоптрија, има некоја диоптрија не значи она колкава дали е некој минус, плюс, почесто кој минус пациентите. И ние му ја шириме зеницата да ја видиме ретината и гледаме на периферијата на ретината, значи ако е окото топка од страните, значи периферно, кога пациентот гледа нагоре, надоле, на краевите на ретината, дегенерација викаме. Тоа се зони кај што таа ретина се истенчила во своето растење окото, ја истенчила ретината, тој слој станал потенок и малку станал порозен. И велиме тие пациенти препорачуваме дека имаат дегенерација која не е дека е опасна, меѓутоа дел од тие дегенерации треба да се третираат со лазер. Тој лазер се прави како еден обрач околу дегенерацијата и прави да таа дегенерација не се шири кон останатата здрава ретина. И тоа е, например, кај младите доста честнаат. Додека кај постарата популација, повозрасните кои имаат други болести, како што се шекер, покачен, притисок, покачени масти, обезни се и така, почести се болестите на циркулацијата која што ја влијаат на ретината. Па така, например, диабетичката ретинопатија е една од тие болести која е стрикно поврзана со диабетот, но имаат влијание на истиот, на развојот на таа болест и другите коморбидитети, другите состојби, дали пациентот е обезен, има и дополнително и крвен притисок, покачен, масти и слично. Исто така постојат болести од типот на сенилна макуларна дегенерација. Кај сенилна макуларна дегенерација, тоа е болест на ретината кај што сенилноста, односно возраста, има најголемо влијание. Значи, колку што се луѓето повозрасни, толку ризикот за појава на макуларна дегенерација е поголем. Па така над 80 години секој 8 пациент ја има. И така тоа се различни болести кои што опфаќаат различни делови од таа ретина и анатомски и по слоеви различни делови и се третираат на некој некогаш различен, некогаш сличен начин. Например, по специфична исто кај така средната популација би рекле, тие 40-50 години луѓе возраст, имаме миопска дегенерација. Она самото име кажува дека е поврзана со миопија, значи со диоптријата. И пациентите кои имаат висока миопија, они миопијата кога е поголема, значи минус 6, 7, 8, 12, 15, значи постојат и тие диоптрии, тогаш тоа подразбира дека окото е подолго. Значи, ако ни окото 1 милиметар подолго, имаме минус 3. Ако е 2 милиметра, веќе имаме минус 6. Значи, пациентите кои имаат минус 10, имаат повеќе од 3 милиметра подолго око. Сега, вие ако имате една структура, мембрана, која се растегнала низ времето, она е толку многу растегната, што може низ годините да се појават мали пукнатини во незината структура и да тие пукнатини манифестираат појава на некоја болест.
Па така миопската дегенерација е резултат на тоа долго истенчено око. Како влијае на квалитетот на живот? Па Болеста на ретината. Да, болестите на ретината најмногу нивните симптоми, па и како влијаат на квалитетот, се разликуваат на тоа кој дел од ретината го зафаќа. Например, пациентите што ги спомнавме младите, кои што имаат периферни дегенерации, бидејќи тие се тука во видното поле, тие дегенерации они не ги чувствуваат. Ако тие дегенерации се пратени, придружени со дополнително некакво влечење од гелот што го исполнува окото, доаѓа во некаков однос со таа дегенерација, па ја повлекува ретината како да ја влече, во тој смисол пациентите имаат видни симптоми како светкавици, кои што се манифестираат како молни или блицеви. Може се вртиш, не светка. Значи, како молни. Тие се најчесто при физички напор. Например, кај пациентите кои имаат миопска дегенерација, тие приметуваат дека им се замачкува сликата при читање, баш кај што им е фокусот. Буквите им се деформираат. Таква слична манифестација имаат и пациентите со сенилна макуларна дегенерација. Кај нив едноставно најчесто имаат целосно вака искривување како кога гледате една книга и текстот во книгата имаат како планина еден дел, како да ја подигнал некој страницата. Например, кај пациентите со диабетичката ретинопатија, пошто таа зафаќа целата ретина, и истовремено таа е комплексна болест која и на циркулацијата влијае и на нервниот систем на ретината, имате некакви црни точки, флеки низ видното поле, кои што се всушност крвавења. Може да бидат мусички ако имаме крварења во гелот, внатре во стаклестото тело. И онда можеме да имаме цели партали, како завеси црни, или пак флеки од крварењата по самата ретина. Вообичаено тие мушички што ги спомнавте, они се кога се летечки, кога ние таа мушичка не можеме да ја видиме зашто она бега од нашиот вид, тие се вообичаено дегенеративни промени во гелот што го исполнува окото, во стаклестото тело. Он е составен од колагени влакна и низ животот колагенот ја менува својот квалитет, структурата, па стануваат видливи. И млади луѓе ги имаат нив, само не им обрнуваат внимание, најголем дел на плажа само ги забележуваат кога лежат да гледаат во небо плаво. Или кога ќе погледнат во водата. Или кога ќе погледнат, па тука мушичките, точно. Али тие со безазлени во смисол дека они генерално се еден нормален, као брчките што ни се поликот и така, на нив нема влијание поголемо. Али, например, кај диабетичката ретинопатија имаме црни флеки во видното поле. Или може да настане нагло некаква затемнување на сликата. Они се движат во смисол, кај што ни е погледот, они се фиксни цело време, како да ни е испрљана сликата. Цело време со нас и тоа е така. Кај оние што имаат диабетична ретинопатија, дали овие симптоми се појавуваат на почетокот на болеста? Па, можат ли да се забележат почетните промени во ретината во квалитетот на видот? Па, за жал, затоа и смерниците за скрининг или за рана диагноза на диабетична ретинопатија всушност се дека секој пациент со ново диагностициран диабет тип 2 треба да закаже офталмолошки преглед, баш поради тоа што диабет тип 2 пациентите може долги години да го имаат, а да не знаат за тоа. Он може да биде суптилен, значи да има со малку покачени вредности на гликемија, да нема некои клинички манифестации јасни, и тоа да веднаш кога ќе откриеме дека има диабет, да веќе истовремено има диабетичка ретинопатија и при тоа и да нема симптоми. За жал. И затоа пациентот не треба да чека симптоми да се појават и да ги види овие симптоми кои ги зборуваме, туку треба, ако има диабет, мора да оди на офталмолошки преглед. Колку често? Честотата ја определува офталмологот. Ако на прегледот има диабетес, но нема диабетичка ретинопатија, во тој случај прегледот може да биде за 1 година. Ако пациентот има блага форма на диабетична ретинопатија, ние мораме да видиме дали таа се развива или е стабилна и онда ќе го нарачаме за 3 месеци. При тоа ќе обрнеме внимание дека можеби гликемијата не е добро регулирана, можеби треба да се обрне внимание на некаква подобрување на вкупната циркулација во смисол на спорт повеќе, некаква физичка активност. Така да тие 3 месеци му даваме шанса на пациентот да самиот малку се реорганизира и размисли за начинот на кој што живее. А ако потоа имаме понапреден облик на диабетична ретинопатија, значи после тие 3 месеци контролите мора да бидат чак и почести или веќе да се почне со лекување, зависи во кој стадиум сме. Што говори вашето искуство? Дали сите пациенти со диабетес развиваат
дијабетична ретинопатија подоцна во животот? Да. Па, диабет, не можам да кажам дека не ми е прецизна процентот на пациенти кои имаат диабетес, кои развиваат диабетична ретинопатија, но она што мене, бидејќи кај мене доаѓаат пациенти кои генерално имаат диабетична ретинопатија веќе, знаете. Меѓутоа, она што во таа корелација е важно е дека впечатокот наш, пошто на искуството е дека пациентите кај нас кога доаѓаат веќе имаат диабетична ретинопатија и имаат симптоми на диабетична ретинопатија. Значи, она што ми смета е дека не доаѓаат доволно рано, дека не доаѓаат кога немаат симптоми и дека не одат да се развие. Да. Не одат редовно, дека јас имам шеќер, ама ја гледам добро и тука завршува приказна. Чекаат да не гледаат добро за да одат на преглед. И тука е таа корелација нарушена. Инаку да, колку што подолго во животот имаат диабетична ретинопатија, толку и ризикот за појава на имаат диабет, за ретинопатија ќе се појави поверојатно, особено ако имаат и други, како што спомнавме, болести. А има ли шанса откако ќе се диагностицира болеста да се врати неколку чекори наназад, да се подобри квалитетот на ретината со некакви лекови? Да, па точно анти-ВЕГФ третманот, за кој зборевме, анти-ВЕГФ третманот е точно таа револуционерна терапија, односно нешто кое што он се појавено веќе повеќе години, меѓутоа кое што овозможува да имаме втора шанса или да има регресија на целата диабетична ретинопатија. Иницијално анти-ВЕГФ третманот или инекциите кои што се аплицираат директно во око и ја лекуваат ретината, иницијално беа давани за диабетичен макуларен едем. Макуларен едем е оток на центарот за вид. Значи, за централниот дел, значи централниот дел е нашиот фокус. Кога ние гледаме, јас сум фокусирана на вашето лице и целата околна слика мене ми е матна. Вие сте ми бистри. И тој централен дел се вика макула. И првично тие инекции беа наменети за третман на таа зона. Меѓутоа, третирајќи таа регија, се заклучи дека всушност целата состојба на ретината се подобрува и се прошириат насоките за третирање и сега со истите инекции се третира целата диабетичка ретинопатија, чак и дури кога немаме едем или оток во самата макула. Што прави тој лек во окото? Тој лек, значи самата кратенка анти-ВЕГФ доаѓа од зборот васкуларен, значи на крвните садови, ендотел е од крвните садови внатрешната обвивка, growth factor или фактор на раст. Значи, всушност нашата ретина кога има недостаток на храна, циркулација и поради повисокото ниво на шеќер има и еден тип на исхемија, викаме недостаток на кислород, тогаш самата ретина создава ВЕГФ или фактор на раст на крвни садови, односно им диктира на своите постоечки крвни садови да они се разгранат, да создадат нови гранки за да донесат повеќе крв, повеќе кислород, повеќе храна. Значи има раст на капилари, на крвни садови. Ете така. И сега ние всушност тоа го блокираме. И сега прашањето зашто би го блокирале тоа, нели ќе донесат повеќе кислород. Меѓутоа, тие крвни садови кои наеднаш растат кај возрасен човек, тие растат толку брзо што не се квалитетни. И тие го прават поголемиот проблем отколку самиот недостаток на кислород. Самиот недостаток на кислород има ефекти и на нервниот систем, на ретината и на фоторецепторите, но не толку колку овие диви крвни садови кои се пораснати во кратко време, значи во рок од 3 месеци од ништо, може да имаме цел еден нов крвен сад кој што е толку неквалитетен што он постојано крвари и излегува од него лимфа и прави отоци на ретината дополнително. И ја деформира, прави деструкција нејзина. Има ли различни типови на анти-ВЕГФ лекови? Па постојат различни типови во смисол како што историски се појавува идејата за третман со анти-ВЕГФ и така на нашиот пазар се присутни како два главни лека. Сега за сега тоа се авастинот, кој што примарно е наменет за третман на карцином на дебело црево и викаме off-label лек, затоа што он никаде на него не пишува на кутијата дека со него се третира болести на око. Значи се третираат тумори на дебело црево. Да. Спречува раст на туморот.
И тој си е тамо леко што се користи во таа област и е регистриран за таа област. Меѓутоа, уште во минатото многу одамна утврдиле нашите офталмолози, не во Македонија, него во светот, дека мала доза од него, ако ја аплицираме во око директно, ќе ни помогне во спречување на раст на диви крвни садови. И тој лек се користи и не само кај нас, се користи се уште низ светот, се вика Авастин, и ние излекуваме мала доза од него и ја аплицираме во око. Меѓутоа, како што фармацијата напредува, така по негов пример се изработуваат и други лекови кои што се наменети за третман за око, регистрирани за третман за око и имаат помал број на компликации отколку лек кој што не е регистриран за око. И така доаѓаат Луцентис, Айлеа и лековите понатаму кои што нови се развиваат и ги чекаме да дојдат на пазарот. Айлеата во моментот што ја има во Македонија, што е регистрирана во светот, во моментов е најдобриот лек за третман на болести на ретината од овој тип. Кога е најдобро да се започне со овој тип на терапија? Па, веднаш што имаме раст на нови крвни садови или имаме индикатори кои покажуваат дека имаме лоши крвни садови кои пропуштаат течност, крварат, имаат отоци, веќе веднаш требаме да почнеме со третманот со цел да прво спречиме раст на други и второ да постоечките без овој ВГФ кој што има како хранилка, они се исушат и престанат да функционираат и ретината се врати во својата нормална анатомска состојба. Пред да му се даде ваква терапија на пациент со диабетична ретинопатија, потребно ли е да се направат некакви посебни испитувања, снимања, подготовки, со оглед на тоа што лекот се дава директно со инјекција во окото? Да, ние прво пациентот кој доаѓа на преглед, без разлика дали доаѓа циљано, значи дека има диабет и сега треба да се види ретината, или, односно, на секој пациент кој доаѓа во нашата амбуланта, и оние што доаѓаат само за научари, прво ние ги прашуваме дали имате други болести и така натаму, и согласно со нивната анамнеза или приказната за нивните болести, одредуваме што понатака ќе правиме. Така, на сите пациенти го гледаме очното дно, односно клинички со проширена зеница, ја гледаме и централниот дел и периферијата на ретината. И тука откриваме многу работи случајно, како периферните дегенерации кои пациентот не знае дека ги има, па се до тоа дека да, имате вие диабетична ретинопатија, затоа што шеќерот можеби не ви е добро контролиран. Откако ќе утврдиме дека има одредени знаци клинички значи она што докторот го гледа на микроскоп, тогаш препорачуваме снимање. Тие снимања можат да бидат различни. Кога бараме дали има оток во централниот дел, во макулата, тогаш правиме ОЦТ, се вика снимање на макулата. Кога се сомневаме дека има некаква исхемична или поради недостаток на кислород оштетување на очниот нерв, тогаш правиме ОЦТ на очниот нерв. Ако сметаме дека не сме сигурни по ретината каде се има диви крвни садови, правиме флуоресцентна ангиографија. Тоа е снимање кај што во вената ставаме контраст и правиме брзо фотографии на ретината како таа боја поминува низ крвните садови. И сегде кај што има лоши крвни садови, таа боја се излева и ние имаме документ во форма на фотографија како таа боја се излева. Така да, сите тие снимања се согласно нашите индикации за тоа, дали ќе почнеме со третман, со каков третман би почнале и што понатака да направиме за секој пациент на индивидуална шема. Што планираме со вас да правиме и дали вие се слагате со тоа. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, ги очекуваме вашите прашања на темата на која што зборуваме. Сето оно што ви е нејасно или пак имате дилема поврзана со оваа состојба која што бара ваков тип на терапија, ќе ви појасни гостинката која што е со мене во студиото на Телма. Тој е доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија. Да проговориме уште малку за оваа терапија. Дали е болно аплицирањето на анти-ВГФ инјекцијата и каде точно се става во окото? Потребно ли е некаква анестезија? Пациентот може ли да е во паника кога ќе види игла во близина на окото? Али, видете, ние инекциите ги аплицираме во сала, во операциона сала, во мала сала. Најчесто таа мала сала е исто операциона сала, само во димензија е помала, па така ни е подостапна во тој момент. Секогаш имаме голема сала, мала сала и така. Во големата правиме катаракти, витректомии и така.
И сега тоа е една чиста, значи соба, со операциона сала, со сите критериуми за сала, со што ние постигнуваме една безбедност за нас и за пациентот, дека воздухот во салата е чист, стерилен, дека инструментите кои се на стерилна масичка се сите стерилни и пациентот влегува малку покриен, облечен, да речеме, не треба да се пресобликува во пижами, али покриен со една како наметка, легнува, ние окото го переме со јод, значи за да биде чиста целата регија кај што планираме да го аплицираме лекот. Го отвараме окцето со еден држач на капаците, вака за да биде расширено, да не може да трепка. И потоа мериме каде треба да се боцне и боцкаме. Боцкаме најчесто во долниот надворешен дел на окото или горе на 12 часот, на 4 мм од работ меѓу белката и рожницата. Значи не ги боцкаме пациентот вака директно во око, да се мисла вака сега ќе го боцкам, не. Значи тоа е на белката и пациентот практично не ја гледа иглата. Иако можеме да покажеме, значи еве иглата, сега гледајте доле или сега гледајте горе. Така да он може да почувствува еден туп, не е тоа болка како притисок, али генерално нема болка пошто користиме локален анестетик. Имаме сега локални анестетици кои апсолутно може да помогне да пациентот не почувствува ништо. Со стравот не можат анестетиците да го решат, меѓутоа затоа пациентот која ќе влезе во сала, обичаено сестрата разговара со него подолго додека го подготвува, па тој е подготвен уште претходно и во амбуланта, така да пациентите генерално ни се опуштени доста. Не сме имале искрено проблем со некоја паника така силна. Дури најголема паника заправо секогаш имаме со тие помладите пациенти. Знаете, ние имаме пациенти со диабетична ретинопатија кои имаат 20 години. Не зборуваме секогаш за возрастни постари луѓе. 20-25, тоа е сепак во нивното, они се генерално здрави. Без разлика што имаат диабет и диабетична ретинопатија, они се физички здрави. Са одеднаш кога го ставате во операциона сала, он треба тука паниката е секогаш малку поголема. Ама па тие луѓе некако и во текот на преглед стануваат пријатели со докторот на некој начин. Знаете, пошто возраста, па поблиски сме и така да се успеваме да се релаксираме. Не е тоа страшно, дефинитивно не е. Да видиме какво е прашањето на гледачот кој што ќе го вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Ви молам едно прашање. Сакам само да ме информира француската леќа таа што се става. Жулта. Дали е под исто име, вака се ќе ги читам. Ќе ги читам. Чекайте, само дали знаете за каква леќа се работи? Значи француска дали е, значи жолта леќа може да... Добро, жолтата леќа може да биде од повеќе земји, зависи која произведува. Али добро, француската? Вака сега. Француската е под име синтесис пупулус, а другата е синтесис сипу. Исто ли е таа? Не знам да ви кажам. Тоа синтезис пупулин, тоа мислам дека не е име на леќа, нешто вие друго ми читате на мене. Можда подобро ќе биде да вие го оставите вашиот број, па некако да ми сликате тоа што го читате и после емисијата јас да ја видам сликата и да прочитам заправо името на леќата. Мислам дека тоа што го читате не е името на леќата. Таа леќа, жолтата леќа се категоризира како есен леќа и она има кратенка голема С, голема Н и бројче. Тоа бројче може да биде различно. Може да има било какво име зависно од производителот, али жолтите леки ги викаат есен леки. А зошто се користат тие веќе кога се јави гледачката и спомена да научиме уште нешто? Да, и кога имаме катаракта и кога треба да ја оперираме и се разговараме со пациентите. Сакате каква леќа ќе ставиме? Тие леки спаѓаат во групата на монофокални леки, значи ние правиме мерења, правиме операција на катаракта, по операцијата пациентот надалеку си гледа супер без наочари, за близина носи наочари плюс 2. Постојат леки мултифокални, значи пациентот после операцијата гледа надалеку и гледа на блиску без наочари. Сега во групата на монофокални леки постојат ЕМА, ЕСА, ЕСЕН, тоа се различни, да речеме, категории на леки. Белата, основната леќа, она е бела и сега имате ситуација, ако едно толку е оперирано катаракта, пошто нашата природна леќа има еден жолт филтер,
за да сликата што ние ја добиваме да биде потопла, жолтеникава. Сега, тој филтер, ако нема новата вештачка леќа, како под неонка ќе гледате, са едно око ќе биде жолткаста сликата, другата бела, онака сино-бела. Така. И тоа е разликата, и тогаш има жолта леќа, која што е многу послична на оваа друга, така подобра е, стварно е подобра. Секогаш убаво и сликовито ни појаснувате. Имаме уште еден гледач кој што сака да постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот да се вклучи во Телма амбуланта со свое прашање. Добар ден. Не успеа да се вклучи во ред. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а гледачот ќе може да се обиде за време на рекламите повторно да се јави. Останете на Телма. Доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија, е денешната гостинка во Телма амбуланта со која што разговараме за болестите на ретината и начинот на нивното лекување. Предност ќе му дадеме на гледачот кој што малку почека и ќе го вклучиме во програма веднаш. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме, повелете. Имам керкичка на очи. Така? Пред една 6 месеци ние на офталмологија сина одиме и дадоа леќа. Ама она леќата, обична леќа, почна да ја става, кога ја губи, кога ја става, кога не. И сега видот се губи на тоа око, левото око. Колку годинки има детето? 17 години. Аха, а леќата е тврда или мека? Мека леќа. А она и паѓа, физички ја губи леќата, од око и паѓа? Да, и за притрчање, причешање на окото. Да, па меките леки многу ретко паѓаат од окото, мора некако да има проблем со или со димензијата на леќата или со незината форма, тоа се вика базна кривина. Така што требате вие, најдобро би било со леќата на око да ја ставите и да дојдете во Систина и да тој што кај докторот нели што е дал, не е ни важно. Да, тука да, докторот кај вас. И значи он да види како леќата стои на окото. И ако леќата е склона кон паѓање, онда тоа ќе се види на микроскоп, кога ќе видиме леќата, ќе гледаме дека не стои добро. Така што може да се сменат бројките на димензиите, иначе на 17 години тоа е веќе скоро развиено око, има ни стандардизирана форма. Не се секирајте, видот не се губи ако не ја носи леќата, али ако треба да ја носи и тоа е решливо, така да не го оставајте непотребно на страна. А да проговориме уште малку за аплицирањето на оваа терапија анти-ВИГА-Ф. Откако ќе се стави инекцијата во окото, што чувствува пациентот? Каков му е видот? Веднаш чувствува некакво подобрување? Може ли да се зголеми очниот притисок со оглед на тоа што се внесува течност во него? Да. Не е чувствувал веднаш подобрување, напротив, му е полошо затоа што прво, нели кога го переме окото со јод, парожницата целата е од јодот, малку како микроерозии може да има, му е заматено, па плюс од лекот му е заматен, видот се он му се појавува увидното поле како некаква содржина, некогаш црни флеки, точки дополнително ме урчиња. Така што да, очниот притисок може да се зголеми зашто внесуваме количина на течност во окото, можеби нема така брз одговор на екстра течност да направи побрза филтрација, па можеме да почека пациентот. Ние секогаш чекаме некое време додека пациентот нема уреден или малку над нормалната очен притисок пред да си оди дома. Значи, она што он го чувствува во тој момент е лесно замаглен вид и едно како да му е малце утрнато окото од анестетикот. Потоа излегува од операционата сала, си седнува пред сала на една фотеља и ние доаѓаме. Прво му помагаме да се тргне се тоа што е покриен пациентот и потоа окото му мериме очен притисок. И гледаме ако ни е притисокот над нормалата, колку е тоа над нормалата, најчесто тоа го третираме со чекање и со лесна масажа на окото за да му ги подобриме тие филтрацијски механизми.
Ако баш е притисокот висок и ни се намалува неколку минути подоцна, можеме да му дадеме таблета, например диуретик, дури можеме ние инфузија да дадеме за да се намали притисокот, што е исклучително ретко ако пациентот има други болести на окото кога не очекуваме да сам падне притисокот, но вообичаено ние пред операција, односно пред интервенција му даваме се што треба, кога знаеме каков ни е пациентот како случај и onda после операција брзо се опоравува и си оди дома. Колку време по апликацијата на инјекцијата очекувате подобрување? Подобрувањето, например, мора да поминат 2-3 недели. Затоа што ние ставаме лек кој што прво треба да дојде до тие ВГФ рецептори, па да ги фати сите, па да ги неутрализира. Да ги неутрализира, па онда они, бидејќи не постои нивниот ефект, крвните садови да почнат да се повлекуваат. Така што дури 2-3 недели. Ние, например, некогаш кога планираме операција витректомија. Тоа е операција во која што кај една тешка форма на пример ако зборуваме за дијабетот, кај една тешка форма на дијабетична ретинопатија, кај што внатре во очното јаболко имаме доста крварења, пораснати крвни садови кон внатре, не само на почеток на ретината. И планираме со операција да се влезе во окото со едни микроинструменти и тоа се да се исчисти, да се извади тој гел од стаклестото тело и евентуално окото да се наполни со еден силикон кој што ќе ја држи ретината постабилна. И тоа е еден облик на лекување на дијабетична ретинопатија кога е понапредната формата. И сега ние, например, често кога планираме операција, прво даваме инекција, за 2 до 3 недели крвните садови се поповлечени и самиот хирург има една поубава, поелегантна операција, односно крвните садови не му бујаат во смисол да он има крвава операција, него има една пофина, побескрвна процедура и подобар исход има пациентот, како премедикација се користи. Доколку одреден лек не даде резултат, што во тој случај го менувате? Другиот го давате? Прво, многу е различно што се резултат. Има неколку критериуми за резултат. Прво, пациентот кога доаѓа во амбуланта му викаме како сте, како гледате денес, подобро ли е, тоа е субјективната компонента. И тоа е многу важно, затоа што пациентот субјективно има дома некој предмет, саат, слика, нешто, кое он си го гледа и си контролира дали му е подобро или не. Втората е наодот клинички. Јас како гледам внатре во окото. А третиот е снимката, која што е подлабински, да речеме. Секогаш правите снимка? Правиме на контрола снимка, скоро секогаш. Треба некој ефтен очити да се ситуации во кои не ни е потребна и така. Таа снимка и не само заради нашата потреба или не е тоа како одлука дали ќе продолжиме со терапија, него кејф ние имаме резултати, само викаме еве гледајте тука снимката како беше, како е сега и он се радува пошто више му е јасно. Едемот го гледа дека е ото како изгледа, како шатор дигната е ретината, еве сега нема и така. И помотивиране да продолжи со третманот. Така да правиме снимка и заради тоа. Али, у секој случај, тие се 3 критериуми. И сега ние можеме да имаме мене да ми изгледа слично, дека немам подобрување. На наодот оцете може да немам подобрување, значи на снимката, но пациентот да примети значајно подобрување. Зашто? Затоа што ретината ние кога ја гледаме во незината на пресек, она е составена од слоеви на различни типови на нервни влакна, крвни садови, разни фоторецепторни клетки. Она лежи плива на базенот крвни садови исто така. Значи тука крвта и циркулацијата е на повеќе нивоа. И ние кога лекуваме можеме во самата ретина да немаме структурални промени, ама под ретината да имаме подобра циркулација на базенот од кој она се храни. И пациентот тоа го приметува многу подобро отколку во моментов јас или апаратот. На тој начин, значи третманот не зависи од тоа, ние имаме шема на третман, некаква идеја, и не зависи од тоа дали вие сега од денес за утре подобро и да се откажеме. Третманот подразбира дека он треба да потрае, да заврши за да стварно имаме некаков ефект. Ајде да го слушаме прашањето на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака се јавувам, пациент сум на дијализа веќе 10 години. Така? Меѓутоа сега ми се отвара некој проблем, оддалеку можам да читам, од близко не можам да ги гледам буквите без наочари. Со 1,5-2 диоптер. Е сега што е, како е и некад ми доаѓаат како некои бубачки нешто да ми поминуваат. А колку години имате? 46.
Ма генерално на 46 години без разлика дека вие сте на диализа и секако мора да се види око, точното дно, ретината, бидејќи крвните садови, не знам кој е разлогот за диализа, али може истата болест да влијае и на окото веројатно. Сепак на 46 години тоа е нормално да пациентот не може веќе да гледа еднакво добро на близина како што гледал порано. И тоа е еден вид на презбиопија или старечка далековидост. Сада не ја нарекуваме старечка, дека на 40 години не е многу старечка, ама но тука започнува на таа возраст. Така се вика. Односно, например, ако ние имаме диоптрија 0 за далеку, на 45 имаме 0,5. Ама ако имаме 2 за далеку, тогаш на 45 имаме 2,5 за блиску. Значи, и тоа се менува. И сега пациентите со диоптрија плюс 2, која ја имаат од секогаш, на 20 години немаат потреба на очари. На 30, ајде можда некојаш ако многу интензивно чита. Ама на 40 не можат ништо без неа. Значи, он е истата е диоптријата, ама механизмот на окото да ја компензира се менува низ животот. Така што не се плашете, можете да дојдете на преглед, ќе ја видиме секако ретината, али генерално не е ништо страшно дека не можете да читате без очила, не можам ни јас. Не можам и јас себе да потврдам. Секогаш вака, листот е малку подалеку од мене. Во однос на ризиците со анти-ВГФ терапијата, се случуваат ли некакви инфекции? Па, секоја процедура која е инвазивна, за боцкање е инвазивна процедура, она има одредени ризици секогаш. Со сите овие чекори што ние ги спомнавме, операционата сала, подготовката на пациентот, се обидуваме да го намалиме процентот на ризици, пратиме стандардите како треба, гајдлайнсите ги пратиме. Меѓутоа, одреден ризик постои секогаш. Освен ова да се качи очниот притисок, кој е решлив, исто така постои ризик од инфекција. Кај нас не се случила инфекција поради тоа што на вистина не отстапуваме ни милиметар од тоа дека иде во операциона сала и оди на стерилно и све. Иначи, што и да се случи во операционата сала од типот на некое невнимание, да не знам, не сакајки јас со овој дел од ракавицата се допрам за сестрата, значи се прекинува се и се менја све комплет, значи немаме ситуација типот на нема врска, овдека беше нема врска, ајде, значи, така што пазејќи на сето тоа, не можам да кажам слободно дека ние немаме такви компликации. Меѓутоа, тоа не е правило и компликации може да се случат секакви, може да се случи аблација на ретината, значи во апликација на инекции да дојде до кинење на ретината, може да се случи инфекција, може да се случи масивно крварење. Тие пациенти неретко се и на антикоагулантна терапија, која не треба да се прекине пред да се дадат инекциите генерално. Меѓутоа, сето тоа се работи кои за среќа можеме да ги решаваме. Значи, ако се случи компликација, тука сме ја третираме компликацијата. Имаме тој став дека ние сме озбилна болница и дека што и да е, тука сме за пациентот, за да продолжуваме дале. Да. А колку инекции обично е потребно да прими еден пациент? Може ли доживотно да се прима терапијата? Генерално може, ама не оди обично доживотно. Мислам, имаме пациенти кои што примаат долги години инекции и тие пациенти имаат многу добар вид и се стабилни и примаат инекции на определени подолги интервали и е се во ред. Кога секој пациент кога почнуваме да го лечиме, зависно од стадиумот на болеста и како тоа оди, правиме некој план, има повеќе смерници, да речеме, на тие режими на третман. И сега почнуваме со, например, ако е диабетична ретинопатија, почнуваме со 5 инекции едно после друго на месец дена, месец и нешто, додека да се договориме со пациентот, не е така фиксно месец баш, али месец и нешто 5 недели и така. 5 инекции, па потоа не боцкаме сега веќе на месец дена, па боцкаме на 6 недели, на 2 месеци, ако е оваа сенила макуларна дегенерација, ги продолжуваме интервалите за по 2 недели и така. Целта ни е и на нас да боцкаме што помалце, ама целта ни е да боцкаме помалце, ама да имаме една стабилна ретина. Значи ретината да биде мирна. Ние постигнуваме смирување со таа првата група на инекции, лоудинг доза, што е дали ќе бидат 5 во оваа болест или 3 во таа болест, и потоа почнуваме да ги развлекуваме интервалите на подолги и да држиме ретината стабилна на тој начин. И генерално, кога имаме 4 месечни интервали, значи боцкаме, добро, мирна е ретината, пак боцкаме за 4 месеци, пак е мирна ретината, третиот пат можеме да речеме ајде нема да боцкаме, да видиме дали може да сама се одржи мирна ретината. И секако сето тоа зависи и од
другиве состојби, ако пациентот има баш нерегулирана гликемија, ризикот дека ќе се вратат симптомите и клиничкиот наод е огромен, али ако пациентот у таа година, 2-3 на третман радикално ги сменил своите навики, својот пристап кон својата болест, тогаш можеме комотно да престанеме да легуваме и пациентот ќе биде стабилен. А доколку пациентот прима редовно терапија и од некоја причина одлучи да прекине, може ли да се случи неконтролиран раст на крвни садови, колкото и да се влоши состојбата? Па, она ќе се влоши, само што прашање е колку она нема да се влоши повеќе. Во смисол као оној ребаунд ефект што го имаме кога ќе пресне, па нагло ќе се врати се и повеќе него што било. Тој јојо, не, нема да се влоши повеќе, меѓутоа тој анти-ВГФ ќе се потроши, ќе имаме нов анти-ВГФ и процесот ќе продолжи и ќе се врати на назад. Така. Значи нешто што претходно сме го завршиле, како во водата сме го фрлиле, пошто треба почнеме од почеток. А каде се може да се направи апликација на анти-ВГФ третман? Во нашата болница, освен во Скопје, ние аплицираме анти-ВГФ и во Битола, таму работи доктор Александра Гочева, и она има мала сала во која што еднакво како у Скопје ги прави тие апликации, и имаме во Штип исто така мала сала кај што доктор Тоше Јосеф исто така ги прави тие апликации без проблем. Ви благодарам за гостувањето во денешната Телма амбуланта и за убавите појаснувања, разбирливи, навистина убави. Ви благодарам за поканата, па се гледаме повторно. Се гледаме секако. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.